Во ова издание, над 106.000 заболени од коронавирус. Во Кина ширењето забавува, додека во другите делови од светот забрзува. Глобалните пазари во црвено. Стравото од епидемијата и цените на нафтата ги урна индексите. Ердоган во Брисел, мигрантската криза на дневен ред. Останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Бројот на заразени од коронавирусот во Соединетите држави надмина 500, а македонските власти потврдија четврти случај во земјата. Почнуваме со вестите. Кина денеска регистрираше најмал број нови случаи на коронавирус, додека 1/4 од населението во Италија е во карантин. Во САД пак досега има 21 смртен случај и повеќе од 500 заразени. Патниците од крузерот во кој повеќемина беа тестирани позитивни на вирусот се подготвуваат да го напуштат бродот во Калифорнија. Финансиските пазари денеска регистрираа загуби најмногу поради мешаниот ефект од падот на цените на нафтата и коронавирусот. Цената на нафтата падна за 30% поради тоа што главните производители, вклучувајќи ги Саудиска Арабија и Русија, не успеа да се согласат за кратење во снабдувањето поради намалување на побарувачката. Комбинираниот притисок се одрази врз Јапонија со пад на берзите од 5%, Хонг Конг со 4% и Шангај со 3%. Берзите во Британија, Франција и Германија регистрираа големо опаѓање, а спроти денешното отворање на берзите во САД се очекуваа загуби и до 5%. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска со представници на Европската Унија во Брисел ќе разговара за приливот на мигранти. Илјадници бегалци стигнаа до источната граница на Турција од копно и море, каде од минатата недела кампуваат на отворено со надежда дека ќе се пробијат до Грција. Местото на Западниот Балкан е во Европската Унија, порача шефот на дипломатијата на Луксембург при посетата на Скопје. Жан Аселборн вели дека ако Франција даде зелено светло за старт на преговорите, тоа ќе го старат и засега воздржаните Данска и Холандија. Дел од врвните европски дипломати гледаат позитивно поместување во позициите на Париз за можноста за старт на преговори со Македонија и Албанија. Проценката на Жан Аселборн, шефот на дипломатијата на Луксембург, е дека ако Франција на 24 март каже да, тоа ќе го следат и другите воздржани членки пред се Холандија и Данска. Еден од најдолговечните министри за надворешни работи во Унијата, влијателен ветеран во дипломатијата кој ги следи македонските интеграции уште пред кандидатскиот статус, денеска во Скопје ги предупреди другите членки на Унијата при носењето на одлуките да го имаат предвид регионалниот контекст. Моето убедување е дека ако Франција заземе позитивен став, тоа ќе го следат и другите земји членки. Секоја држава си има своји принципи и интереси, но треба да се биде свесен за предизвиците. Ако сега не успееме, освен што ќе и се наштети на вашата земја, тоа ќе ја наруши европската политика на Балканот. Треба да се мисли на заклучоците од Солун од 2003 година, кога беше кажано дека местото на регионот е во Европската Унија. Знам колку е зафатен, знам дека има многу прашања денес во Европа и затоа сум посебно благодарен што најде време да дојде со практично една порака. Заслуживте да ги почнете пристапните преговори со Европската Унија. Една од клучните пораки на поддршка пред состаноците на врвот на Европската Унија на крајот од март се очекуваат на утрешното министерско заседание во Скопје, со кој ќе се означи заедничкото председавање на Северна Македонија и Бугарија со Берлинскиот процес. Освен шефицата на бугарската дипломатија Захариева, најавено е и присуството на Хајко Мас, министерот за надворешни работи на Германија, клучна и најмоќна земја членка на Унијата, силен поддржувач на тамошното проширување. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Се враќаме на коронавирусот и на економијата. Најголемата британска домашна авиокомпанија стана најновата жртва на вирусот. Ова индустрија губи милиарди долари. Во меѓувреме, Меѓународниот монетарен фонд им понуди 50 милиарди долари на посиромашните земји кои тешко би се справиле со епидемијата. Хенри Риджвел јавува од Лондон. Flybe беше спасен од колапс во јануари, но сега откажаните патувања и слабата побарувачка поради заразата го турнаа во провалија. На директен удар се 2000 работни места, додека другите вработени на аеродромите и во синчирот на добавувачи исто така се во опасност. Тажно е, зарем не? Едноставно тажно.
Flybe не е сам, глобалната авиоиндустрија страда. Можевме да видиме дека профитот надминуваше 100 милиарди долари или околу 19% од глобалните приходи од патување. Ова е шок каков што видовме за време на светската финансиска криза. Бројот на случаи на COVID-19 во Британија нагло порасна. Владата порача дека фокусот се поместува од обиди за запирање кон одложување на сериозноста на ударот. Во тек е планирање за најлошото сценарио, целосно нарушување на јавниот ред и мир. Има одамна воспоставени планови според кои полицијата секако ќе одржува безбедноста на јавноста, но ќе има и приоритети, за тоа треба да се направи. Армијата е секогаш подготвена да помогне, но тоа е само при најлошот сценарио. Големите собери се откажуваат или одложуваат низ цела Европа, од саеми до спортски настани. Економските последици почнуваат да се чувствуваат. Италија ги затвори сите училишта и универзитети. Во Венеција, која вообичаено е преполна со посетители, каналите се речиси празни. Туризмот опаѓа во целиот свет. Продажбата на автомобили во Кина е намалена за 80% за еден месец. Меѓународниот монетарен фонд ги намали глобалните проекции за раст. Понуди до 50 милиарди долари за посиромашните земји кои тешко би се справиле со коронавирусот. Достапни се до 10 милиарди долари за земјите со ниски приходи со камата од 0%. Ке има држави со приоритет, меѓу кои земјите во Африка, кои досега се соочуваат со тешкоти. Многу африкански земји тешко би се справиле со поголема појава на заразени, покажува неодамнешна студија објавена во Lancet, која ги потенцираше Нигерија, Етиопија, Судан, Ангола, Танзанија, Гана и Кенија како најранливи. Спречувањето на вирусот да влезе ќе станува се потешко. И ако се земат предвид податоците кои покажуваат дека квалитетот на грижата на вистина има сериозно влијание за тоа колку сериозна или фатална може да биде болеста, мислам дека финансирањето на подобра здравствена заштита во целина може да биде на вистина корисна стратегија. Единствена светла точка, новите инфекции во Кина, изворот на вирусот, продолжуваат да се намалуваат. Дали и другите земји ќе може да го повторат начинот на кој Пекинг се справи, останува да се види. И повторно за мигрантите. Европската Унија и вети милионска помош на Грција за да се справи со напливот од бегалци што се обидуваат да влезат преку Турција. Брисел ја обвинува Анкара за новата криза, но групите за човекови права ја критикуваат Европа. Илјадници мигранти почна да ја преминуваат западната граница на Турција откако председателот Реджеп Тајип Ердоган ги охрабри да се упатат кон Европа. Бројот на луѓе што ќе тргнат кон границата наскоро ќе порасне на милиони. Ердоган ја обвини Европската Унија што не понудила поддршка по засилувањето на судирите во провинцијата Идлиб во Сирија, со што и стотици илјади луѓе беа принудени да ги напуштат домовите. Се чини дека повеќето од мигрантите што се упатуваат кон Грција се афганистанци, покрај лица од Иран, Ирак, Сирија, но и други места. Десетици илјади луѓе што во изминатите неколку дена се обидоа да влезат во Грција не се од Идлиб. Тие безбедно живееле во Турција долго време. Европа нема да биде уценувана од Турција со проблемот со бегалците. Групите за човекови права упатија критики кон Европа. Солидарноста е клучна, но тоа подразбира споделување на одговорноста и прифаќање на барателите на азил, наместо држање на луѓето настрана од Европа. Се чини дека се заостри ставот и на грчкото население. Локалните жители на Лесбо се обидоа да спречат чамет со мигранти да пристигне на брегот. Грција и Европа се надеваат на поддршка од јавноста за цврстиот став. Вината ја лоцираат кај Турција. Фатени во средина, илјадници очени мигранти станаа пиуни во политички игри. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Повеќе информации на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон.